Почитувани, пратеничката група на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија денес од Собранието на Република Македонија поднесе иницијатива до владата со барање во најскоро можно време до Собранието да го достави законот за ратификација за Северноатлантскиот договор и на пристапниот протокол за членство на Грција и Турција во Северноатлантската алијанса НАТО. Согласно Уставот и деловникот на Собранието на Република Македонија, владата е таа која поднесува согласно Уставот и деловникот на Собранието на Република Македонија, владата е таа која поднесува предлог закони за ратификација до законодавниот дом. Нашата иницијатива има за цел да го забрза и да го обезбеди ратификувањето на Северноатлантскиот договор и пристапниот протокол за членство во НАТО од страна на Собранието, пред истото да се распушти заради одржување на предвремените парламентарни избори кои треба да се одржат на 12 април 2020 година. Сакаме да ја информираме јавност дека ваквата постапка е пракса која што во Северноатлантската алијанса е воведена при зачленувањето на Црна Гора во НАТО. Тогаш, во април 2017 година, парламентот во Подгорица предвремено го ратификуваше овој документ, а ратификацијата на протоколот за пристапување на Црна Гора во НАТО од страна на Холандија и Шпанија се случи еден месец подосна во мај 2017 година. Апелираме до господинот Талат Џафери оваа иницијатива во најбрзо време да ја испрати до владата на Република Македонија, се со една цел да не дојде до одложување на изборите од страна на СДСМ и Зоран Заев, кои што очигледно се плашат од катастрофата што ќе им се случи на 12 април. Со прифаќањето на оваа иницијатива ќе докажат дека навистина сакаат Република Македонија да биде членка во НАТО алијансата. Во спротивно, на целата македонска јавност ќе биде јасно дека СДСМ и Заев членството во НАТО го коцкаат за нивни партиски интереси и не го третираат како стратешки интерес на земјата. Благодарам. Прашања? Ова го бараме од причина што се поочигледно е дека ќе сакаат да најдат начин и форма да избегаат од избори. Пракса во алијансата има за ратификација на ваков вид на документи. Можноста за ова да го решиме и да не биде проблем за Република Македонија е огромна. Доколку СДСМ сака да се коцка со нашиот влез во НАТО, ова е очигледно тоа одлагање и одложување на оваа ратификација. Што ние губиме како држава доколку го ратификуваме овој договор, а веќе гледаме дека има вакви и слични примери во државите кои што ратификувале договори за влез во протоколи, за влез во НАТО алијансата. Тие договори ги имаме тука, ќе ви бидат поделени и ќе можете да ги видите. Други прашања? Денеска ние ќе го поддржиме предлогот и нема да ја обструираме работата на комисијата. Ние немаме намера да влегуваме во политичките игри на власта и владата, која што има мнозинство и ја злоупотребува моќта за политички притисок врз судството. Како политичка партија не сакаме да даваме никакви причини кои што на власта би служеле како изговор за нивниот неуспех во правосудството. Не сакаме како партија да се мешаме во работата и независноста на судството. Им даваме совет. Доколку навистина сакаат решение кое ќе биде стручно и нема да се политизира, Уставниот суд може да ја следи праксата на многу европски земји, да побараат пријателско мислење или амикус курија од Венецијанската комисија, која што се добива за релативно брзо време. Таков случај е еден, би го кажал примерот со Албанија, која што го направи ова со нивниот закон за ветинг. Овој закон за ветинг е поднесен до Венецијанската комисија за 28 октомври, а испратено е писмото, а одговор добиле на 10 декември. Значи, за непол месец и пол дена Венецијанската комисија се изјаснила и на тој начин добиле едно правно, стручно и неполитизирано мислење врз кое што е изграден овој закон за ветинг во Албанија. Ова е предлог и до владата
да сите овие вакви и слични прашања ги испратат до Венецијанската комисија, побараат мислење и на тој начин да нема никакво мешање на политиката и политиканството во донесување на крупни и значајни одлуки за Република Македонија. Ви благодарам.